Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центарна телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Во петокот, во интервјуто за порталот Курир, Никола Груевски најави поднесување оставка на претседателската функција во ВМРО ДПМН, свикување на брз конгрес на партијата, избор на ново раководство и избор на нов претседател на ВМРО ДПМН. Затоа, сосема е нормално темата на нашата вечерашна емисија да биде Никола Груевски, контраверзите на една политичка кариера, или како американците го донесоа на власт и како американците го симнаа од власт Никола Груевски. Ако има конгрес Охрид, нема да одите. Зошто да не одам? Па на последниот конгрес во Носелена сред езеро, да не гласате за Марија Ѓурчев. Не сум јас од тие. Да гласате за Никола Груевски. Не сум од тие делегати. Ама носеле делегати на сред конгрес да ги убедат? Сум чул за такво нешто, потврда немам, притисоци имав, не попуштив и гласав како што мисле дека треба да гласам. Не бевте миленик на Никола Груевски? Па мислам дека не. ВМРО ДПМН е партија со своја историја. Таа историја трае некаде 120 години. Во тие 120 години, почитани гледачи, ВМРО била на власт само 15 години. Од тие 15 години, 4 години отпаѓаат на времето кога начело на партијата Лјупчо Ѓоргиевски. Другите 11 години начело на ВМРО ДПМН е Никола Груевски. Победува на 10-11 изборни соочувања во Република Македонија. Има само еден изборен пораз, тоа е на изборите локални на 15 октомври. Всушност Никола Груевски со право може да претендира на функцијата лидер на ВМРО ДПМН, кој најдолго бил на власт кој бил на чело на таа партија. Никола Груевски доаѓа на власт после изборите на 5 јули 2006 година. Доаѓа кој е на нова, свежа политичка сила на македонската политичка сцена. Всушност, неопходните гласови или пратенички мандати кои му овозможуваат на Никола Груевски да ја формира владата после тие избори на 5 јули се мандатите или гласовите на Тито Петковски. Позната она приказна, почитувани гледачи, која Тито Петковски раскажа о политичките кулари, дека после изборите на 5 јули тој заминува на годишен одмор на Халкидики со помош на луѓе од американската амбасада, на Илија Камчев и на неговиот зет. Тој е пронеден доека е на одмор на Халкидики. Таму е договорена владата помеѓу Тито Петковски и Никола Груевски. Тито Петковски останува во таа влада само 2 години. Меѓутоа тоа е неспорен факт дека само со помош на Тито Петковски Никола Груевски можеше да го победи Владо Бучковски и да дојде на власт во Република Македонија. Мене Петковски вие и понатаму владеете со државата. Двата ваши кадри, Орце Камчев владее во бизнисот, Никола Груевски во политиката. Па значи треба да се има проценка околу квалитетот на луѓето и нивниот дострел. Вие добро проценивте, Орце Камчев купи све што може да купи во Македонија. Никола Груевски 2006 година несовте на власт, значи Тито Петковски знае да направи добар избор. Така е. И сега ќе се борите против луѓето кои ги донесовте на власт. Не сум ги јас донел на власт, ја помогнав некои луѓе да направат она што го направиле во животот. Сите очекува брзо паѓање на Никола од власта во Република Македонија. Ѓорги Спасов во емисијата Премиер, која беше прва забранета емисија на Канал 5 телевизија од 2007 година, проценуваше брзо паѓање од власт на Никола Груевски. Меѓутоа сите беа демантирани. Никола Груевски остана на власт 11 години и дури 2017 година со помош на меѓународната заедница Никола Груевски беше принуден да си поднесе оставка на претседателската функција во ВМРО ДПМН. Мислам дека Груевски многу подобро го свати сенсот на македонскиот народ. Да? И тој вие никако не успеате да се ослободите од таа салонска политика кој е тој сенс вемал? Па сенсот на македонскиот народ Тоа многу дека е многу ја не велам дека согласно Да. со тоа, дека е многу поважно да го видите свиткан Саша Андоновски како кифла спакуван во одредена марица, отколку да ги слушате критиките на Оли Рен. И тоа е оној просечен македонски народ. И тој просечен македонски народ во одредена бројност со 300 до 350 илјади луѓе, ако Груевски така продолжи да владее, секогаш ќе владее. Знаете, И ќе гласа за имате Никола апсолутно Груевски. погрешно мислење за политиката. И секогаш кога Груевски ќе има 300-350 илјади гласови, ќе Дефинитивно. биде релевантен фактор кој нема да може да го струши од политичката сцена. Дефинитивно, сваќате една работа. Таков вид на популарност трае многу кусо време. Па не знам, Таквиот- во Хрватска траеше 12 таквиот години, во вид на- Србија траеше 15 години, Добро, Кемичар траеше 8 години. троеше во некои времења. Меѓутоа, тие политики се прочитани. Кога ќе се случи тоа? Многу брзо. Тоа е парадоксот на македонската политичка ситуација. Сите македонски премиери, сите македонски претседатели, сите македонски функционери доаѓаат на власт со помош на американците, се симнуваат од власт, исто така со помош на американците. Гледате, минатата недела
победува проруски кандидат на изборите презателски во Бугарија. бугари су народ као мислам ми, дека као како некој срби, као македонци. домино ефект ќе се случува. Гледате, Бојко Борисов апсолутно не го слушаше гласот на народот. Ги откажа сите тие руски текови, 4, значи и нафтоводи, и гасоводи, она нуклеарка што требаше се прави, и казната 10 милиарди долара се. и казната стигна на изборите минатата недела. Ја мислим да ќе се такво десити и у Србији, а Запад е хтео да обори Николу Груевског, nije успео. А зашто е хтео? Ранije Запад стајao уз Николу Груевског. Čim je Nikola Gruevski oštrinuo vrata prema Rusiji, počeo da uspostavlja kontakte, saradnju, više nije bio po volji Zapada. I Zapad je samo tražio način kako da ga se otarasi. Знам, че когато Македония прие Южен поток да мине оттам, през Гърция, Македония и Сърбия, веднага възникнаха проблеми в тези държави. И сега, когато те спряха бежанския поток и беше закрит Балканския миграционен път, изведнъж пак проблемите. Който ме познава, знае, че аз с премиера Груевски не си говоря. Не искам добър ден да му кажа. Тези, които са с мен, знаят, избягвам всякаква среща. Многократно искал, избягвам. И на мен не ми харесва това, което правя там. Но това си е тяхна македонска работа. Факт е, че при тези два ключови стратегически факта и взети решения, по целия регион започва една конфликт. Бара ли странците смена на Никола Груевски? Или дали сте вие гласникот кој ги има донесено тие информации од меѓународната заедница за смена на Никола Груевски? Не, никој изрично не го рекол тоа. Дали од вас барале да сте начело на ВМРО-ДПМН или иден премиер на влада кој би формирал некогаш ВМРО-ДПМН? Не, никогаш никој не го побарал тоа од мене. 2003 година Никола Груевски доаѓа начело на ВМРО-ДПМН со голема помош на Љупче Ѓоргиевски. Љупче Ѓоргиевски всушност го привлекува на себе целиот глед на македонската јавност, ги привлекува кај себе сите оние криминални структури на ВМРО-ДПМН, кој направи одреден криминал во периодот од 1998 до 2002 година. Му остави чиста партија на Никола Груевски. Никола Груевски ја ребрендираше таа партија, ја смени партиската боја од црвена партиската боја на ВМРО-ДПМН на изборите 2006 година стана портокалова, со нови луѓе дојде на власт. Еве еден сегмент од емисијата Сите луѓе на премиерот со покојниот колега Никола Младенов. Или како 2007 година ние анализиравме што всушност Никола Груевски прави на македонската политичка сцена и која е суштината и есенцијата на политичкото делување на Никола Груевски. Тоа се луѓе кои што го говорат она што лидерот го мисли. И тие луѓе многу добро знаат што сака нивниот лидер да слушне. Или предпоставаат дури што лидерот сака да каже, па го претркува да го каже. Апсолутно, по они мислам дека највнимателно што прават е тоа да ги проучуваат неговите изјави и велелепни монолози кои што треба да представуваат интервјуа. И тоа се Климоглав Такоевич ги вика у бившата Југославија. Клима со глава вика, така е шефе, ти си најпаметен, ти си најумен. И он е умислен сиромашки дека стварно е 13 метра висок. Која е вашата прва асоциација на тимот на Никола Груевски? Или кој би ве прашал кои се луѓето на Никола Груевски, што прво би ми одговориле? Безличност. Луѓе без идентитет. И тоа е најголемата перверзија. Луѓе што немаат личен идентитет и интегритет, они се борат за националниот идентитет. И затоа вака ни оди кој што ни оди за жал. И каков лидер според вас сега му треба на ВМРО-ДПМН, ако Конгресот ја усвои оставката на Никола Груевски, како што рече, ќе ја достави оставката до партиските органи? Прво, не сум сигурен што ќе се случува. Ова се тешки времења за партијата. Се уште не е јасно како ќе се одвиваат работиве, што ќе се случи наредно. Меѓутоа, партијата треба она што го барав и пред кривичниот суд оваа недела, брзо да се консолидира и да се радикализира, затоа што имаме против нас една полициска хунта која што ги злоупотребува сите алатки и полуги на власта за да го супресира различното мислење. Значи ви упорно сакате да личите на ВМРО од времето на Љупчо Ѓоргиевски, како велите ВМРО се радикализира. Тоа ли е концептот, тоа ли е стратегијата на Филип Петровски? Не беше радикално ВМРО во времето на Љупчо. Јас бев радикален во времето и на Љупчо и на Груевски. Тоа е една стигматизација, нели? Во времето на Љупчо Ѓоргиевски дека ВМРО е терористичка организација. По она пресконференција која се сеќавате на Стево Црвенковски во врска со атентатот врз Киро Глигоров. Тоа беше местенка, знаете сам, да, 95. Таа пресконференција која се правеше и тогаш првата асоциација беше на луѓе од ВМРО
ДПМН. Со темните одела и со брадите. Да, и со брадите. Тоа време веројатно сакате да го вратите, нели? Не. Повторно да бидете стигматизирани и повторно да бидете прогласени за терористичка организација или да се вратите тама кај што ВМРО било, како што сега се прикажува ова серија Сенки на Балканот. Знаете што, стигматизацијата не е само од 90-те години, таа е од времето на комунизмот од 45-та до 90-та. Ако ги погледнете досијата на УДБА, таа стигматизација била користена како контекст за да се омаловажува не ВМРО-овско размислување, него секое патриотско и македонско размислување. Која е таа длабинска трансформација која е направена во ВМРО ДПМН во време на мандатот на Никола Груевски? Ако во времето на Љупчо Ѓоргиевски, како што самиот тој вели, барем половина до 2/3 од членовите на највисоките партиски органи на партијата биле бугараши или бугарофили, Никола Груевски расчистува со бугарската линија во партијата. Оттаму и бугарската служба, бугарската држава застануваат драматично против Никола Груевски, прават све Никола Груевски да биде симат од македонската политичка сцена. Не само што прават све, туку застануваат и за Зоран Заев. Му помагаат на секаков можен начин Зоран Заев, односно СДСМ, да ја начела на македонска држава, а Никола Груевски да биде испратен во историјата. Од 90-та година па до 2002 година, кога заминав јас, можам слободно да ви кажам дека ВМРО ДПМН на некој начин беше партија на бугарофили. Значи, слободно можам да ви кажам дека 2/3 од во сите извршни комитети, независно како се менувале, 2/3 од членовите на извршен комитет перманентно биле така наречени бугарофили, 50% од централниот комитет биле така наречени бугарофили. Намерно сте ги бирале така? Гледайте, не намерно. Меѓутоа морам да ви кажам дека идејата за самостојна независна држава, како што и во рамките на Османиската империја ја покренале така наречените македонски бугарофили, така и 90-та година можам да ви кажам дека беше истиот процес. Вие се чувствувате како македонски бугарофил? Не. бугарофил? Не, да, како македонец се чувствувам, како македонска нација. Македонски бугарофил и македонски бугарин, дали се две исти работи? Да, не, тоа се две различни работи. Што е македонски бугарофил, а што е македонски бугарин за вас? Македонски бугарофил е човек кој денеска јасно кажува јас сум дел од македонската нација, јас ја признавам македонската нација, јас си го признавам македонскиот јазик, меѓутоа од интелектуални причини не сакам некој да ме лаже дека македонската нација и бугарската нација во меатото не биле иста нација. Значи, практично, тоа е. Тезата на македонските бугарофили е дека македонскиот народ и бугарскиот народ во минатото биле еден народ. народ. Македонските бугарофили се всушност македонизирани стари бугари. Не знам дали можам да го кажам така, не. Може би на некој начин и така, меѓутоа она што сакам да ви го кажам дека тие имаат друга свет за македонската историја. ВМРО ДПМН е сега партија која нема власта во Република Македонија и изгуби парламентарната власт, и изгуби извршната власт, и изгуби власта на локално ниво. Има само 4 или 5 градоначалници. Тоа во овој момент и представува финансиски проблем за финансиско нормално функционирање на партијата. Оттаму се поставува прашањето кои три модели на можен лидер наследник на Никола Груевски ќе го избери партијата. Првиот модел е богат бизнисмен кој би можел да го финансира нормалното работење на ВМРО ДПМН. Вториот модел, ВМРО ДПМН да биде дел од една широка влада која би ја предводил Зоран Заев, и третиот модел да се оди на некој мек патриотизам кој би можел да ги спои тие два модели во едно, односно ВМРО ДПМН да не подклекни под притисокот на меѓународната заедница, да учествува во процес на менување на името на Република Македонија, меѓутоа во исто време ВМРО ДПМН да не се конфронтира со меѓународната заедница. Ако гледаме вашата перспектива, кај ќе ве гледаме за пола година? Ако гледате нашата перспектива... Не, вашата лично, ко Христијан Мицкоски. Мојата перспектива како Христијан Мицкоски? Тоа ќе зависи од многу работи. Имате лидерски амбиции? Најпрво треба да ја завршиме воско оваа анализа која што ја правиме за овие локални избори. Вие сте амбициозен човек. Кој амбициозен човек нема лидерски амбиции? Еве, ќе ви одговорам и на тоа прашање. Откако ќе завршиме оваа анализа, ќе ги добиеме смерниците како во иднина ќе се движи ВМРО ДПМН и кои се политиките кои што ВМРО ДПМН во иднина ќе ги застапува. Си нарачавте некоја слика тука да ставите уходникот. Инаку мене ако ме прашате каков треба да биде идниот лидер на ВМРО ДПМН, доколку господинот Никола Груевски анализата покаже дека треба да замине од позицијата председател на ВМРО ДПМН, тогаш тој лидер треба да исполнува три пивари, три столба. Првиот да биде прифатен од членството, вториот да има
позитивна слика јавноста за него и третата да има добри релации со меѓународната заедница. Ама овако за вас си ги правите пиларите. Доколку, ако може да... Овако за вас си ги правите. Ако ова го мислите, тогаш тоа е комплимент и ви благодарам на комплиментот. Но, јас сакам да го кажам следно. Таков човек треба во иднина да ја води ВМРО-ДПМН, затоа што ако тој човек не ги поседува овие три пилари, тогаш ВМРО-ДПМН ќе има помали можности да се врати на власт, односно да го прекине овој ужас, затоа што ние сите кои што сме дел од ВМРО-ДПМН имаме една заедничка мисла, а тоа е Република Македонија и таа е над сите нас. Ви прифатиле ли? Не велам нека вие носите одлука, но е чисто како човек кој е во дел на структурите на ВМРО. Предпоставам еден од со најдолгиот стаж од сегашните луѓе кои се околу и така излегува. Па да, веќе ко ветеран може место Мане Ковлевски можеле вие веќе да дојдете во некоја функција. Дали би прифатиле ВМРО да биде дел од широка влада која би трајала 18 месеци, а ВМРО би го добил Министерство за внатрешни работи на пример? Знаете што, јас сум против легитимитет на широка влада, затоа што знам дека со широки влади до сега не ги направија сите најголеми проблеми. Широка влада во 2001 не го промени уставот и Автономска Македонија, сега широка влада ако се формира најверојатно ќе го промени името. Мислам дека треба да бидеме внимателни на такво гурање на сите во власта без јасна концепција што треба да се прави. Додуша, јавноста нема да знае што треба да се прави, политички елити вообичаено однапред ги информираат по кои ноти треба да играат. И јас сум против тоа. Па мислам дека ни Заев не знае точно што треба да прави, туку му даваат дневно или Заев му даваат, или неделно. Така ливче кој што имате пред вас му даваат, ќе си прочиташ тоа. Не е ова ливче, е за денеска. Не е ова ливче од Заев. Ова се мој. Потсетник. За партија од типот на ВМРО и на СДСМ се потребни најмалку 30.000 евра за нормално месечно функционирање. Во време на изборни кампањи таа сума се зголемува барем за 2 или за 3 пати. Од тука се постава прашањето кој треба да дојде на чело на ВМРО-ДПМН и од каде партијата ќе најде пари за свое едно финансиско и политичко делување. Дали вас ве доживуваат ко ВМРО-ска верзија на Зоран Заев? Посебно во сегашни околности кога ВМРО има само 5 општини од кои само еден град. Тоа е Кавадарци. Така ќе бидам искрен, значи скоро целото раководство на ВМРО и извршен комитет ми се јави лично прво да се благодари на храброста и на она што значи резултат. Второ, јас од сегаш посакувам Кавадаци да се етаблира повеќе во централната власт и да има луѓе кои што би значиле за Кавадаци за тоа што стварно заслужува Кавадаци да оде напред и по економија и по дел на земјоделие и по дел на стандард. Меѓутоа, никогаш не можеш да ги предвидиш работи да кажеш дали тоа значи така или вака. Јас немам поставена собствена граница во делот на политиката, затоа што ми е непознат дел, влегувам во политика, немам поставена граница до тука одам или до таму. Така да сите работи кои што ќе доаѓаат на мене лично или на моја врата, јас би ги решавал во однос на она што значи момент или во однос на она што значи ситуација заедно со мојата фамилија, заедно со моите соработници, еве и ти кој мој пријател би те консултирал можеби негде за она што значи нешто политичко, затоа што имате доста искуство. Свинечев, имате амбиции да бидете лидер на ВМРО или премиер на владата? Не можам да кажам не. 3 структури има сега во ВМРО велат, евентуално 4 структури. Едната структура која смета дека партијата е во тешка опозиција, има 4 градоначалници или 5 градоначалници, дека нема пари и дека треба на чело на партија да дојде некој што може да финансира, бидејќи партијата од типот на ВМРО или на СДСМ месечно им треба меѓу 25 и 30.000. Да се толку малку. Евра месечно, нели? Повеќе треба. Повеќе ли треба? Добре, еве, значи јас сум дал некоја скромна. Јас мислам дека за партија од типот на ВМРО или на СДС треба 1 милион евра годишно минимум. Затоа што се 50 општини. Тоа е крупна пара. Оваква е на ситуација тешко дека некој би донирал за ВМРО-ДПМН, ако не е начелна. Ние го немаме Сорос. Го немате Сорос. Немате поддршка на меѓународна заедница. Овие десни партии дури сакате да ви исклучат. И слушам сега оние што заработуваа добро време на ВМРО сега дека биле независни. Не, они не се не знаат со вас. Они не се, тие не се не знаат со вас. Тие биле цело време против. Сте ги праќале амбасадори, сега велат леле 20 спасихме од режимот, кој го представува устранство. Се гушкаат со Димитров. Да, и затоа и во диаспората не можевте еден пратеник на 11. Не, друга е работата со диаспората. Два проблеми беа клучни во владењето на Никола Груевски. Ги залади односите со меѓународната заедница и ги залади односите со албанските политички структури. Во овој период, кој ќе треба да биде избран нов лидер на ВМРО-ДПМН, се отвора можноста идната владина коалиција по 1, 2, 3 или 5 години, не е битно почитани гледачи, да биде составена од некоја идна реформирана ВМРО-ДПМН, партијата на Зиедин села и партијата БЕС. Како сега одат работите,
За колку години според ваша проценка можеме да видиме влада на Алијансата, на БЕСА и на ВМРО ДПМНЕ? Па не знам, ВМРО треба да се реформира дефинитивно. Јас се надевам дека ќе направат реформи. Идеолошки ние сме многу поблиски до ВМРО отколку до СДСМ, тоа е дефинитивно. И доколку има реформи во ДПМНЕ понатаму, зошто не, ова е на крајот на краиштата политика. Би ги видели како стоиме и ние на терен, и тие и другите партии. Значи, овие се политички надпревари во кои што не може нешто да се рече дека мора да биде вака или така. Меѓутоа, идеолошки, ние како Алијанса сме многу поблиски до ВМРО. Никој се уште нема демантирано таа приказна за постоење на два американски повици во периодот кога ДУ и ВМРО преговара за формирање на едната македонска влада. Првиот американски позив наводно бил од Вашингтон и тој инсистирал Али Ахмети и ДУ да коалицираат со Никола Груевски и со ВМРО ДПМНЕ. Вториот американски позив бил од Скопје и тој инсистирал по ниту една цена Али Ахмети и ДУ да не се согласат да направат коалиција или влада со ВМРО ДПМНЕ и начело на таа влада да биде Никола Груевски. Бидејќи имате комуникација со Ахмети, имате комуникација со политичките партии во Република Македонија, има една шпекулација која не е објавена во јавноста, меѓутоа во оние високи политички кругови се говори и се раскажува дека всушност постојат два телефонски позиви. Георганов вели дека еден телефонски позив ја спречил коалицијата помеѓу ВМРО ДПМНЕ и ДУИ. И еден што не дошол, јас имам член. И еден кој дошол пред тоа да биде направена коалиција на ВМРО ДПМНЕ и ДУИ. Телефонскиот позив кој е спречил коалицијата е од Скопје, телефонскиот позив кој требал да ја направи од Вашингтон. Имате ли слушнато за два телефонски позиви? Ја имам само дека не стигнал тоа од Вашингтон, а требало да стигне Амин за коалицијата. Дека било договорено дека требало да... Да, и дека тоа што се чекаше до последен момент е дека некој Вашингтон ќе аминува новата коалиција, ама тој повеќе не се случи. Да, се случува период нели кога се инаугурира Доналд Трамп, тој е само 3 или 4 дена избрана таа функција, односно 7 дена, нели. Коалицијата крајниот рок е 28 јануари, Доналд Трамп е на 20-21 јануари, значи 7 дена пред тоа да се случи. Една од конфузиите во нашата политичка криза е конфузијата што се случува во големите центри, значи и во Брисел и во Вашингтон. Најдобра илустрација за конфузијата е дека Стејт департментот го поддржува извештајот на ОПСЕ за референдумот во Турција. После неколку сати Трамп честита на Ердоган за успехот на референдумот. Значи Стејт департментот и Трамп во еден ден се наоѓаат на две спротивни страни. Не може да честитате и на Ердоган и да го поддржите извештајот на ОПСЕ кој вика дека референдумот има низа слабости. Има многу слабости. Најблаго речено. Добро, спомене Клековски, например. Ако тоа се случува таму, за толку големо прашање, значи Македонија е тотално небитна, ние кај нас одлучува веројатно на некој трето ниво во Стејт департментот. Ако таква разидување на политиките меѓу Белата куќа и Стејт департментот се случува на едно такво важно прашање како Турција, можам да замислам која е конфузијата која се пренесува заради таква конфузија во големите центри, која е конфузијата што настанува тука. Во еден временски период Никола Груевски е проект на Лјупчо Георгиевски. Во друг временски период Никола Груевски е проект на Бранко Царенковски. Во еден временски интервал и Бранко Царенковски и Лјупчо Георгиевски стојат за Никола Груевски. Меѓутоа во еден исти временски интервал Никола Груевски се дистанцира и од Бранко Царенковски и од Лјупчо Георгиевски и почна да води своја самостојна политика. Тоа не му одговара на Царенковски, тоа не му одговара на Лјупчо Георгиевски. Во оној момент кога Никола Груевски од економски реформатор се промовира во човек кој ќе ги брани македонските национални интереси, тогаш против Никола Груевски се врти меѓународната заедница. Апсолутно 2015 година требаше да биде реприза на 2001 година. Така ќе ти кажам. За главната тема што викаш тешко е да се дефинира. Проектот Македонија што го работи ЦИА со разни други служби. Проектот Македонија е само со две работи. Како на мирен и невидлив начин да исчезне државата Македонија, која им смета и на балканските соседи, и во геополитичките игри меѓу Русија и Америка, ама така да исчезне, да не падне некоја голема крв,
а све да биде внатрешен проект, завршено преку нас. Природно. И затоа они си одредија фази и етапи. Играчите се тие. Они направија само една лоша проценка, за која исто така сведочи заедничката изјава на Црвенковски и Георгиевски. Двајцата си го измислија или си го најдоа својот кандидат кој да биде на чело на ВМРО ДПМН. Никола Груевски го избрале за да води економија, а не политика државна. По првата година, значи од 2006 до 2007, бидејќи овој уопште не игра по нивни, значи уште на почетокот не заигра по нивни ноти, они ја дадоа оваа изјава. Дека што има он да се меша у политика. Значи тоа они двајцата како марионети на Пентагон, ЦИА, кој сакаш таму, они двајцата зеле збор, дале збор, дека проектот ќе си тече, играчи имаат, неважен, и затоа они не обрнале внимание на него. Он ги изневери, ги шокира, ги изненади, пошто е таков како што е затворен, нели, закопчан, никој не знае што му е у глава. Затоа се овие кризирања на година, година и пол. Затоа што човеков го спречува етапното разградување, го спречи, фактички. И затоа го активираа пуч, бидејќи американците од почетоков на приказнава, американциве сега кубурат со време. Многу брзо се игра оној шах, знаеш, оној со стискање. Немаат време. И затоа вака све е јачи. Гледате, структурата која водеше битката против Никола Груевски е апсолутно мокна структура, почитани гледачи. Таа структура работеше против Бранко Црвенковски. 2012-2013 година го скрши Бранко Црвенковски и го натера да се повлече од функцијата председател на СДСМ. Кога ја заврши работата за СДСМ, таа структура која е составена од бизнесмени, одредени новинари, мокни опинион мейкери, луѓе кои можат да комуницираат со меѓународната заедница, луѓе кои добијат огромни пари од таа меѓународна заедница да окреираат јавното мислење во Република Македонија. Таа структура го порази Бранко Црвенковски, таа структура после 2013 година го порази Никола Груевски. Кога ќе видите списокот тамо на донатори на АДИ, ова што е невладена организација, тоа тамо нема кој не е. Да. Сорос, NDI, една амбасада. Има тамо, кога ќе видите донатори, може би партнерски, да. Кога ќе кликнете донатори, па имате ова USAID, па имате, не знам, ваква амбасада, понаква амбасада, па и швајцарска амбасада. А сите се тие озбилни институции, Васко. Абе, сериозен систем сте вие. Имаме сериозен систем, имаме транспарентен систем, за разлика, например, од буџетот на државата, што ја и ти го полниме, он не е толку транспарентен. Тоа не е чадор, тоа е сунцобран, кој ја тендите, Скопска пивара и Прилепска пивара што ги става до кафаниве. Сега чадори, да ти кажам дали носиме, не знам, но во секој случај сите работи таму што се наведени се вистински, се со сериозни институции и се транспарентно сработени. Зошто се повлече Никола Груевски? Постојат најмалку 3 причини. Прво ќе анализираме првата причина, почитани гледачи, а тоа е дека Никола Груевски сега полека влезе во улогата на Бранко Црвенковски, која за Бранко Црвенковски ваеше на правило дека за се во државата е виновен Бранко. Или тоа што јас некаде 2011 година му кажав на Владимир Милчин, дека ако сака Никола Груевски да биде сменет од политичката сцена, треба да почне да го фали Никола Груевски. Има информација дека е банкрот партија, дека некои долгови се приближно околу 1,5 милиона евра во овој момент на партијата, со тенденција да станат и поголеми од 2 милиона евра. Па јас не ги знам точно бројките, а и да ги знам не би ги говорил јавно, меѓутоа колку што има информација, навистина СДСМ е и презадолжена партија од една страна, меѓутоа тоа е само еден дел од проблемите. Таа е на организационен план, на партија која што лошо функционира, со навистина лоши внатре-партиски меѓусебни релации и односи, поделена на крила на групи кои што меѓу себе се конфронтираат, не само во моментот, туку во подогременски период. Партија со навистина низок углед во јавноста, со серија на порази зад себе, што веќе... Кој ќе биде првиот потек, господине Црвенковски? Дали планирате поп да викнете, да ги исчати, да ги испие тие канцеларии во СДСМ, после Бучковски, Шекеринска, не знам и Зоран Заев, може Малер ќе вие, може вие ќе бидете поразени од Груевски?
Па мислам дека поп нема да има потреба да се вика, доволно ја да влезам. Сте помислили дека во еден момент дека можеби грешите, дека можеби сте предавник, дека можеби не треба да му кажувате на македонскиот народ дека треба да го смени името. Дали во еден момент не сте се почувствувале дека можеби сте на погрешната страна? Не. И вторите две причини почитувани гледачи дека Никола Груевски де факто не сака да оди ко лидер на ВМРО во Париз, кај што ќе биде запечатена судбината на македонското име и македонскиот идентитет. И третата причина дека Никола Груевски всушност беше скршен после овонеделните апсења на 6 македонски пратеници и луѓе кои учествува во тие настани на 27 април, кои се обвинети за тероризам и на кои им се заканува затворска казна најмалку во трајање од 10 години. Тоа се всушност трите причини кога натерал во петокот Никола Груевски во интервјуто за порталот Курир да најави свое заменување од челната функција во ВМРО ДПМН. Дали апсењето, односно притварањето на овие 6 пратеници де факто го скрши Никола Груевски? И дека можеби тоа беше црешата или еготката на шлагот кој го натера да ја даде оставка. Да бидејќи тој најави оставка, па месец дена тоа се на некој начин се разликуваше ко тесто. Јас мислам дека и ја дава оставката сега. Сега конечно се свати од радикалните структури на СДСМ и СОРОС се спремни да одат до крај, да направат голема финансиска, но и човечка штета на политичкиот опонент. И ми се чини дека он сега ја дава таа жртва од проста причина да во одреден момент некои структури речат добро, доста е. Се разбира ќе им биде извршен притисок од други помоќни центри. Ако на маса во текот на јанари беа ставени 4 имиња за можен ВМРО-ски мандатар, тој министерот за надворешни работи или поранешниот министер за надворешни работи господинот Никола Поповски, тој поранешниот министер за здравство Никола Тодоров, тој поранешниот технички премиер Емил Димитриев и тој поранешниот министер за финансии Кирил Миновски, тука се поставува прашањето зошто Никола Груевски повеќе им веруваше на Зоран Заев и Али Ахмети отколку на некој негов соборец од редовите на ВМРО ДПМН да биде премиер на идната македонска влада. Дали Никола Груевски се плашеше од можноста за репризирање на Санадер сценарието, односно да дојде некоја Јадранка Косор од редовите на ВМРО ДПМН и да го направи истото тоа што го направи Јадранка Косор во Хрватска против својот политички ментор, тоа е Иво Санадер. Ете, Петровски, у политиката е многу важно да го погодите моментот. Ова оставка која дава сега, да ја дадеше во јануари, ВМРО ќе имаше влада со Дуј. Не е погоден моментот. Дали ќе беше премиер Емил Димитриев, дали ќе беше Никола Тодоров. Според мене требаше да се направи по секоја цена тогаш влада. Или Кирил Миновски. И тогаш е направена грешка. ВМРО ќе имаше влада и СДСМ и Зоран Заев ќе беа пратени во една тешка опозиција, односно таму кај што по резултатите на изборите им беше местото. Да, требаше да се направи тоа. Политиката е сепак и знаење да се направи компромис во право време. Направени се грешки, еве грешките како резултираат една година подоцна. Мене ми се чини дека Груевски повеќе се плашеше од Кирил Миновски, не знам, или од Никола Поповски, отколку од Али Ахмети и Зоран Заев. Кога да се плашеше да му се случи, не знам, Јадранка Косор и сценарието Санадер. И затоа по секоја цена не сакаше да биде формирана ВМРО-ска влада. Инаку шампанското веле се ладело и во Белата зграда и во Тетова Мала Речица. Сум чул за тоа. И можно е да е така. Кога есента 2014 година во Белград беше одржан состанокот на Европската трилатерала и кога на тој состанок беше поканет Ѓорги Иванов, а не беше поканет Никола Груевски, и на тој состанок се расправаше за безбедносната клима на Балканскиот полуостров, тогаш беше сосем јасно, почитувани гледачи, дека таа 2014 година американците и мокните луѓе кои владаат со светската политика имаат кренато раци од политичката кариера на Никола Груевски. Бидејќи беше Ѓорги Иванов поканет, ви одржа една лекција за Филип и Александар Македонски? Знате како правило са трилатерале. Можемо да причамо шта речено, не можемо да причамо кој е шта рекол. По добре, не мора да кажете кој кажал, меѓутоа имало ли лекции за Александар и за Филип Македонски? Не е било.
колку се ја сеќам. На средбата во Мано во текот на летото оваа година, кога пред македонските академици Зоран Заев ја презентира таа стратегија и тој договор кој е постигнат помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, се пофалува самиот дека има одлична соработка и одлична комуникација со македонскиот председател господинот Ѓорги Иванов. Тоа е драматично менување на позицијата или таа комуникација помеѓу Заев и Ѓорги Иванов. Ако 2009 година како веде председател на СДСМ Зоран Заев фрла дрва и камења против Ѓорги Иванов, до денешната ситуација кога Иванов и Заев делуваат како двоец со кормилар и делуваат во еден исти правец на спроведување на одредена агенда која треба да биде спроведена во Македонија ако е наметната од меѓународната заедница. Господине Заев, ако Бранко Цренковски вели дека 20% од картите на ВМРО се со потекло од СДСМ, дали мисли на Ѓорги Иванов или Ѓорги Иванов е над тие 20%? Мислиме ги другите на Ѓорги Иванов, сигурно. Тоа е лошиот социјалдемократ кој што се налути на СДСМ поради тоа што не прогледа низ прсти за криминалот на неговиот брат. Ѓорги Иванов. Ѓорги Иванов, да. Уште го смета дека свој? Не. Односно, лев, политичар во Република Македонија или левичар или близок на СДСМ? Ѓорги Иванов, според мене, како председател во своето председателствување е празно множество. Што ќе биде со Ѓорги Иванов? Тој всушност беше еден од луѓето од шпилот на најблиски соработници на Никола Груевски. Кога Бранко Цренковски е председател на Република Македонија, Никола Груевски од премиерската функција го предлага Ѓорги Иванов да биде македонски амбасадор во Грција, односно во Атина. Дали денес Ѓорги Иванов всушност ќе треба да ја заврши својата политичка кариера, минувајќи го патот од татко на македонската антиквизација до човек во чиј мандат Македонија ќе осмени своето име и ќе капитулира во тие преговори со Грција. Значи Ѓорги Иванов на крајот сепак ќе мора да ја плати цената, како што велат економистите, некој на крај ќе мора да го плати ручекот. Ќе мора да го плати ручекот. Во секоја смисла на зборот. И сепак ја сметам дека на крај разрешувањето на најгорливиот проблем на Македонија, тоа е проблемот со името, ќе падне врз товар на Ѓорги Иванов. Значи таткото на проектот за македонската антиквизација на крај ќе го стави на маса според вас договорот за промена на името на Република Македонија. Точно така. Тоа е парадоксот на политичкото живење. Тоа е парадоксот на политичкото живење. Баш. Ѓорги Иванов. Тука ќе отвориме шпекулацијата која денес е присутна во македонските политички кулари, а тоа е дека на маса пред одредени луѓе или структури од врвот на ВМРО-ДПМН е ставен предлогот партијата да учествува во некоја идна широка влада. Таа влада би имала мандат од 18 месеци и би почнал незиниот мандат од почетокот на наредната година. Всушност мандатот на таа влада би завршил со завршување на мандатот председателски на Ѓорги Иванов. Во рамки на таа влада ВМРО-ДПМН би имал функцијата министар за внатрешни работи. Ако ја велите, треба ВМРО да го напушти парламентот. Да. Тие тоа ве чекат. Да го напуштите парламентот. Не. Да, апсолутно ве чекат. Кој што ве чека на 27. И се оно што сега се добива кој информации, кој полуинформации, кој шпекулации, кој некои информации нели во добра што ви се дават, укажува на тоа дека 27 април бевте така наместени што нема да можете со години да се оправите тоа. А ако влезете у дополнителен филм дека треба да го напуштате парламентот, вие сте на чекор да го исполните нивниот филм и нивниот сон. ВМРО да биде надвор институции на системот. Дозволете, не се сложувам. Напротив, мислам сосема обратно. ВМРО мора да го напушти парламентот од проста причина што парламентот сега е алатка на недемократско делување. Значи, парламентот се користи да се одзема имунитет и да се апси опозиционото представништво таму. Вие имате 6 луѓе кои што они по секоја цена сакаат да ги опсат, кои што им пречат и во гласање и ги дисциплинираат останатите. Вие сте ги читале овие досија на УДБА? Да. Ако се точни информациите кои лидерот на опозицијата нели во оставка и други луѓе блиски на ВМРО ги кажуваат дека е формирано досие екстремистичко, терористичко делување и така натаму, дека повеќе од 100 луѓе на ВМРО се следат и се прислушкуваат, значи ако е тоа точно, тоа значи дека тие сакаат да ве напикат во ќош или во графа дека се екстремисти. Ама тоа не зависи од тоа дали ќе бидеме ние во парламент или надвор од парламент. Петровски, крајната цел е да биде пензионирано името ВМРО, да не постои партија во Македонија која има името ВМРО. Тоа они го кажуваат, они не го кријат. Да бидете ДПМН. Они сакаат со закон да го забранат името. Тоа е на Фрчковски постулат објавен во колумна, а вие добро знаете дека неговите постулати постануваат начин на делување и идеолошка матрица на целото СДСМ. Нас не е тоа јасно. Меѓутоа, во овој момент, останувањето во парламентот, според мене,
значи ова е лично моје мислење, е давање на легитимност на една полициска хунта која што е насилно насадена. Има Фрчковски уште една друга теза или постулат, кој можеби ќе се оствари. Дека треба сите да се апсат. Не, он вели дека сите се апсат. Он вели дека сите партии кои имаат освоено пратеници у парламентот треба да бидат во една влада. И секој во таа влада да освои толку министри адекватно на процентот на пратеници што ги има освоено. Да го поделат, да ја поделат одговорноста за промената на името. На името. Тоа е швајцарскиот модел кој Фрчковски некаде пред 2 години го промовираше. Кажете ми вие на мене ако е ВМРО надвор од парламентот, како ќе не стават во владата? И како ќе ја поделат одговорноста со нас? Ако имате 6 пратеника во затвор или во притвор, тоа ќе имате помалку министри. Ако да, ама зашто не го отворат и голиот ток? И добро, би прифатили ли да бидете дел од влада? Ама зашто не го отворат одма голиот? Дали би прифатили? Па добро, немаме остров, имаме она мала. Имаме Змискиот остров. Одма нека го отворат. Па може и од Хрватска да го поземат голиот ток. Ќе си платат кирија да не носат таму сите за уапсени. А вие на море би биле. Да кршиме камера. Им затворен на море да уживате. Ќе се мачите тука. Како не одевме Ќе се мачите тука 11 години. Режим сте биле, ќе се мачите тука. Да, се гледа. Немамо на солена вода. Се гледа, ако зборуваме за режим, точно се гледа овие денови што било режим и ќе го бара народот овој режим за овие 11 години во однос на оваа полициска хунта. Кога е почетокот на крајот на Никола Груевски? Тоа е некаде 2008 година и она судење во Хаг, кај што Никола Груевски де факто ги брани македонските национални интереси. Македонија извоја голема победа во Хаг, меѓутоа тоа е почетокот на политичкиот пораз на Никола Груевски. Всушност, спиритус мовенсот или идеологот на тоа што се случува во Хаг е сопругот на денешната министерка за образование Рената Треневска. Тогаш тој брани политиката на ВМРО-ДПМН. Денес фрла дрва и камења за меѓународната политика на ВМРО-ДПМН. И тоа е оно што се случува како трансформација во македонската јавност. Луѓето кои му биле лојални до гроб на Никола Груевски денес се првите луѓе или се во првите борбени редови против Никола Груевски. Професоре, дали вие пишувате тужбата која Македонија испрати во Хаг? Не, апсолутно. Тужбата која што Македонија има испратена во Хаг е составена од врвни правни експерти, тие беа објавени во... Меѓутоа велат дека од македонска страна, од правниот факултет во Скопје, вие сте најмногу консултирани, дека вие стоите во сршта на таа тужба. Видете сега, тоа може да се свати двозначно. Па еднозначно го поставам, дали вие сугериравте на владата да поднесе тужба во Хаг и дали успесите од таа тужба или неуспесите од таа тужба може да идат и на ваша адреса. Моите сугестии се јавно објавени во форма на колумни, интервјуа по електронски медиуми, дури во периодот пред и по самитот на Букурешт. Целокупната моја активност е забележена од страна на електронските медиуми. Значи вашиот став е да се тужи? Уште од тогаш? Тоа го обзнанив и тоа најнапред го обзнанив во јануари годинава во една колумна во Дневник. И стоите се уште за тоа, професоре? Да. И дали мислите дека на крај може да се случи, да речем медицински се изражам, операцијата да биде успешна, пациентот да биде мртов? Прашање е што пациентот очекува. Па не знам што очекуваме, ние решивме се тужиме и јас навистина сум во дилема што Македонија очекува, што е најдоброто сценарио за Македонија, прво да дефинираме. Искрено кажано, најдоброто сценарио за Македонија е да не дојде до пресуда. Најдоброто и најпосекуваното сценарио за Македонија е Грција да го симне ветото или приговорот во поглед на нашето зачленување во НАТО. Вие ги подценувате грците? Грците се една адвокатска трговска нација, фамилијата Карамалис се исто една адвокатска фамилија, што значи дека тие се спремни у наредни 30 или 50 години да извлекуваат постојано дивиденда политичка од овој спор и од овој процес. Ја не верувам дека тие поради нашата тужба, која очекува максимално, ќе се откажат од тоа што го добиле. Вие ме прашавте кој е најдоброто сценарио. Мислев на реално, не на нереално сценарио. Не сум сигурен дека е нереално сценарио. Мислите дека грците може да се повлечат? Во некоја фаза, да. Кога се копа во политичката биографија на Никола Груевски, тогаш останува отворена дилемата дали јануари 2015 година, кога Никола Груевски ја објавува аферата Пуч, не требаше да го апси Зоран Заев. И ден денес ја сметам дека тоа ќе беше кардинална грешка на Никола Груевски, бидејќи ако тој јануари 2015 година Зоран Заев беше уапсен, Никола Груевски ќе беше запечатен и испратен на македонската политичка сцена како Слободан Милошевич, бидејќи јануари 2015 година Груевски не го апси Зоран Заев, мора да го направа 27 април, кога требаше да биде запечатена и беше запечатена политичката кариера на Груевски. Во периодот помеѓу септември и ноември 2014 година остварив 4 средби
со господинот Зоран Заев, председател на партијата СДСМ. Првата средба беше иницирана на негово барање, а понатамошните беа поврзани со првата. На овие средби господинот Зоран Заев побара од мене итно формирање на техничка влада и притоа ме информираше дека во соработка со одредена странска разузнавачка служба прибавил снимени телефонски разговори, речиси од целиот државен врв. Да не се случеше 27 април, све беше подготвено да биде формирана широка влада во Република Македонија. Тогаш таа широка влада би имала мандат од 2 години и би ги решила 4 или 5 клучни проблеми за евроинтеграцијата на Република Македонија. Меѓутоа, ако беше формирана таа широка влада, тогаш Никола Груевски ќе можеше политички да се пензионира како победник на македонската политичка сцена или човек кој победил на изборите на 11 декември. Тоа апсолутно не одговараше на меѓународната заедница и се направи све Никола Груевски како поразен на изборите на 15 октомври да оди во политичка пензија. Всушност, амбасадорот Бейли направи све да се случи 27 април и тој 27 април да биде всушност македонска верзија на 5 октомври, кога Србија се рушеше Слободан Милошевиќ. Можеме 27 да го анализираме, а и тие 3 месеци кои претходеа на 27. Ми се чини дека Никола Груевски и не сакаше да има манифестации или протести по улиците, нели поаѓајќи од она приказна на Љупче Ѓорѓиевски дека секојаш протестите раѓаат одредени лидери кои можат потенцијално да го загразат на лидерскиот престол. Дека тие протести кои кулминира на 27 повеќе ги организираше или заднив стоеше Ѓорги Иванов, кој сакаше да влезе во процес на уставни измени и добивање на трет претседателски мандат со засилени уставни ингеренции. Тој се пишуваше во одредени колумни на видни новинарки или блиски до Ѓорги Иванов во тој временски период. Груевски се плашеше од протестите, Ѓорги Иванов на некој начин со одолговлекувањето на давање на мандатот на Зоран Заев ги хранеше тие протести. На крај крахот се случува на 27. Наместени сте апсолутно. Наместено, да, точно. Точно. Груевски извлечен надвор од државата за да не може генералите однесени во Косово на средба со квор или умни како се вика. За да не може да ги контролираат процесите, за да излезе сето од контрола и гледате катастрофални се последиците до ден денеска. Очекувате... За жал ВМРО поради тоа е казнато делумно и на локалните избори, затоа што делумно се и наместени локалните избори. Бидејќи правите анализи во партијата, сте направили анализи каде ВМРО, Никола Груевски и целата влада на Република Македонија губат поддршката од меѓународната заедница. До пред 2,5 години исти во овие луѓе се колна во вас, значи бевте омилена држава, влада во рамки на Југоисточна Европа и одеднаш последните 2,5 години вие сте дете од Катран. Без малку никој не сака да комуницира со вас. Имате комуникација колку да ви соопштат одредени лоши вести. Каде Никола Груевски и ВМРО ДПМН губат меѓународната поддршка? Не мислам дека можете да кажете дека претходно сме биле некакви фаворити, а дека сега сме биле црни овци. Пред се, бидејќи меѓународната заедница ги гради своите позиции врз основа на интересите на поединечни земји. А тие интереси се базираат на тоа како ќе постигнат определена нивна цел. Доколку во изминатиот период има проценето дека нема потреба од поголемо инволвирање во Република Македонија, позицијата им била таква како што им била. Во оној момент во кој одлучиле дека можеби нивните интереси бараат поголем ангажман, автоматски имаат поголем ангажман. Не беше ангажман, министре. Уште на Голи оток или во Хаг да ве пратат. 27 април е всушност каменот мегник на политичката кариера на Никола Груевски. Да не се лажем, почитани гледачи. Улогата на српскиот агент Живалјевиќ е клучна улога во тоа што се случува на 27 април. Шпекулациите велат дека Врховниот суд на Република Македонија има издадено налог за следење и пратење на комуникацијата на господинот Живалјевиќ. Дури 3 члена на македонските државно-безбедносни структури го следат господинот Живалјевиќ, одат со него и го спречуваат во македонскиот парламент на одредени луѓе кои протестираат во македонскиот парламент, кои се влезени на македонскиот парламент да им биде поделено оружје. Меѓутоа, да не должиме понатаму. Тој 27 април всушност се скрши политичката кариера на Никола Груевски. После 27 април Никола Груевски беше обележен на македонската политичка сцена како некоја реинкарнација на Слободан Милошевиќ. Очекувавте такво внатрешно кршење на ВМРО ДПМН? Да, очекував.
повеќе од јасно беше дека нема да попуштат додека не го спуштат на колена ВМРО, затоа што ВМРО беше единствена структура, единствена политичка партија која што остануваше цврсто на македонските национални интереси. Кој? ВМРО или Никола Груевски? Кој треба да биде скршен? Во еден период ми се чинеше дека треба Никола Груевски да биде скршен, бидејќи беа санкционирани преку специјално јавно. Тоа ако збориме за странците, да, специјално они го таргетираат него и луѓе околу него. Кругот на Никола Груевски. Тие луѓе кои ние нели ги анализиравме во емисијата сите луѓе на премиерот. Така, но кругот околу Заев, идеолозите на Заев, пак ќе кажам Геровски, Фрчковски и сличните на нив, они сакаат да го уништат ВМРО целосно. И затоа сега веќе имаат колизија со потребите на странците. Нели, ние сите се колнат у странците. Странците сака да направат промена во ВМРО, да го прилагодат на своите потреби, да го направат по-приемчиво за тие големи поместувања што би ги правеле во Македонија, промена на име и така натаму. И они би биле задоволни додека ако се избере некој што е по-послушен и кој што ќе биде по-комуникативен во таа насока, односно ќе прима сугестии, додека структурата радикална што е околу Сорос и СДСМ, таа сака да го уништи ВМРО. Сега Зоран Заев е сам на македонската политичка сцена. Тој победник или човекот кој ги победили Бранко Царенковски и Никола Груевски. Цела власт и на државно и на локално ниво е во рацете на Зоран Заев. Затоа Зоран Заев е денес веројатно најисплашениот човек на македонската политичка сцена. Затоа денес на Зоран Заев му одговара и му е неопходно формирање на некоја широка влада која ќе му даде алиби за тие процеси кои стојат пред него. Тоа е промена на името и воведување двојазичност во Република Македонија. Што се случи на 27 април? Не знам, кажете ми. Црниот четврток, па јас вас прашам, што се случи според вас на 27 април? Едно кршење на процедурите во парламентот и едно, би рекол, надвор од процедури, односно нелегално постапување од страна на ново формирано мнозинство во парламентот. Кој според вас имаше најмногу корист од тоа што се случи на 27 април? Јас можам да ви кажам дека најголема штета имаше Република Македонија, бидејќи со такво кршење на процедурите, мислам дека отвараме врата за на некој начин да не се почитува ниту една процедура, ниту една правна норма во понатамошен тек. Од друга страна, мислам дека веројатно најголем губитник се граѓаните на Република Македонија, бидејќи она што се случи потоа, насилството, ни нанесе една огромна, ненадомеслива штета. Јас мислам дека какво и прекршување да направиле внатре во парламентот, не може никој да го оправда насилството кое се случи потоа. И ние мораме сите заедно да го осудиме, бидејќи во тој случај им отвараме врата, ако не го осудиме, им отвараме врата на сите оние кои сакаат со насилни средства да спроведуваат правда или да водат државата напред. Би се согласиле ли да го анализираме моментумот на 27 април? Каде вие бевте 27 април? Дента, ако добро се сеќавам, во Брисел па во Малта, точно. Имавте ли средби со високи играчи од администрацијата во Брисел? Да. Со кого? Речиси сите ги сретнав на Малта, бидејќи тој ден имаше, следниот ден фактички беше министерскиот, а со повеќето министри за надворешни работи, со Хан, со Могерини, поголемите земји членки на Европската унија. Ако не е тајна? Пред да се случи тоа, дискусијата одеше во насока на надминување на политичката криза, условите во кои би се создала подобра клима и одбегнување, да речеме, на некаква ескалација. После тоа целото тоа беше поклопено и се сведуваше на една единствена точка, а тоа беше насилството во собранието. Директно ја прашам, дали бевте поканети во Брисел и во Малта да разговарате за формирање на широка влада во Република Македонија? Не, бидејќи во тој момент немаше апетит нити во Брисел, нити кај другите земји членки за поддршка на таква опција. Претходно имаше, или барем декларативно се разговараше за тоа, но во моментот во кој тоа се случуваше, веќе практично нити еден од оние соговорници кои ги имавме не гледаше во таа насока и повеќето гледаа во насока на формирање на влада од страна на друго мнозинство. Дали до 27 април има тајни разговори на Централниот комитет на ВМРО ДПМН, реферира прв Груевски, реферирате и вие. Груевски вели до 27 бевме на чекор до формирање на широка влада. Вие сте викнати во Брисел и подоцна во Малта да ги усогласите деталите околу формирање на широка влада. Има 2 дена пред црниот четврток 27 средба Груевски, Зоран Заев.
на кои се во најголем дел усогласени деталите околу формирање на широка влада. Ќе бидете ли искрени пред мене и пред публиката да потврдите дека се воделе тајни преговори и дека сме биле на чекор до формирање на широка влада, а јас после ќе ви кажам 4 точки врз база на кои требало да биде формирана таа широка влада. Во моментот во кој разговарате, значи имавме период кој беше претходно до 27 април. Дали биле усогласени сите детали околу формирање на широка влада? Апсолутно не. Може значи, да ги намам принципите? Може само да ви одговорам на ова прашање. Значи иницијативата за создавање на поголема влада, на широка влада потекнуваше или беше искомуницирана од страна на хан. Во периодот од кога заминува од власт или ВМРО губи власта во Република Македонија, постојат 3 руски предлози кои му биле доставени на Никола Груевски. Тоа подразбирало пари и тоа подразбирало руска помош за формирање нивната македонска влада на чие чело би бил Никола Груевски. Последниот руски предлог, или тоа што русите постојано му јавиле Никола Груевски, тоа е некаде пред 2 недели, дека Никола Груевски нема да може да издржи ниту 30 дена на македонската политичка сцена и дека веќе е крај на лидерската кариера на Никола Груевски. Значи, за да дојдеме до тоа што ни се случува, треба да знаеме најпрво што е причината и кои се целите на ова што ни се случува. Причината е Македонија да биде по секоја цена втурната во НАТО. Значи, причина за се ова што ни се случува е дека Македонија мора да биде членка на НАТО, исто онака како што минатата година тоа стана Црна Гора. Постојат 3 опции кои стојат на располагање пред ВМРО ДПМН. Крајната екстрена опција, крајната лева опција е ВМРО ДПМН да биде во една широка влада со СДСМ и да учествува во процесот на промена на именот на државата. Втората опција е крајно десна опција, ВМРО ДПМН да излезе на улици и да се спротивставува на промена на името. Де факто тоа ВМРО ДПМН би ја вратила на незината почетна роља и почетна улога да биде, како се вели, терористичка организација во рамки на македонската држава. Тоа значи дека би се влегло во процес дури и до затварање на партијата ВМРО ДПМН. Тоа нешто се случува или се наговестува сега на политичката сцена. И третата, таа е она средна варијанта, која ВМРО ДПМН би одбрало да вегетира на македонската политичка сцена, да ги одминува турбулентни и бурни политички години, да преживее и подоцна така оснажен на македонската политичка сцена да се врати на власт. Груевски ми се чини дека поднесо оставка не сакајќи да оди во Париз. Бидејќи му е сосема јасно дека ако оди во Париз, ќе мора да прифати да биде дел од една широка влада, да биде направен пакет кај што би имало и амнестии, кај што би имало и широка влада, кај што би имало и промена на име, бидејќи и 2008 година, ако се вратиме некаде 7, односно 9 години назад, Зоран Заев е аболиран во еден пакет кога СДСМ го има напуштено парламентот, кога се случуваат многу политички турбуленции на политичката сцена, тогаш Бранко Церенковски го председател на државата прави еден политички пакет, една од 4-5 точки на тој политички пакет е аболиција на Зоран Заев. Ми се чини дека и сега се ствара еден таков амбиент и дека затоа Груевски ја поднесе оставката за да не мора да оди во Париз. Точно е. Во Париз ми се чини дека не треба да се оди ако се нема јасна перцепција за што станува збор и треба на јавноста да се каже однапред. Значи политичките елити треба да престанат да работат зад кулисите и да сервираат готови решенија кои што ја менуваат суштината на државата, а јавноста и народот тоа да не го знаат. ВМРО во својата историја има повеќе историски конгреси, како Кичевскиот конгрес, кој Лјупчо Ѓорѓевски ја менува мантрата на делување на ВМРО ДПМН. Од партија која по никоја цена не сакаше да коалицира со албанска политичка партија при формирање на македонската влада, да го смени Тојслав и 98 година заедно со партијата на Арбен Џафери да ја формира македонската влада. Меѓутоа, во својата историја, во последните 27 години ВМРО ДПМН има само еден конгрес на кој е избран нов председател, тој е конгресот во Охрид 2003 година. ВМРО имаше панорама кај што дојде до една конфронтација на луѓето на Никола Груевски и на Лјупчо Ѓорѓевски. Сега се подготвува нов конгрес кај што би требало да биде избрано ново раководство на ВМРО ДПМН. Дали на ВМРО ќе се случи нова панорама? Ќе видиме. Дали сегашната, ако влезете во лидерска криза во ВМРО, може да заврши со нова панорама, бидејќи тој се посакува. СДСМ успеа 2013 година да се измакне, да не влези во една такво сценарио на панорама, дали ВМРО 2017-2018 година може да влези повторно во такво сценарио кој се случи 2004 година. СДСМ во минатото почесто од ВМРО ДПМН менуваше председатели на партија, ВМРО ДПМН до сега има променето еден председател на партија. Председателот на партија во тој период е избран легитимно на конгрес, кој што се одржа 2003 година мај месец.
Тогаш господин Љупчо Георгиевски си поднесе оставка, после него дојде господин Никола Груевски. Тогашните анализи предпоставам тоа покажале, така што во овој момент можам да кажам дека трансферот на власт во ВМРО-ДПМН не, како да кажам, не му претходела панорама, како што вие вака сликовито се обидувате да кажете, него напротив еден конгрес кој што во тоа време редовен конгрес кој што во тоа време се одржа во Охрид, каде што господинот Никола Груевски во 2003 година застана на чело на ВМРО-ДПМН. Во структурата на ВМРО-ДПМН постојат најмалку 3 групации кои со право претендираат од нивните редови да биде избран новиот претседател на партијата. Во првата група се претениците Антонио Милошевски, Илија Димовски и Владко Ѓорчев. Втората групација предводи сегашниот генерален секретар господинот Кристијан Мицкоски и третата партија ја предводи Никола Тодоров. Значи една од овие 3 групации ќе го даде името на новиот лидер, со тоа што поранешниот министер за надворешни работи Никола Поповски би можел да се приближи до групацијата на Никола Тодоров. На партијскиот конгрес ќе биде многу интересно. Ќе се види на која страна ќе застане Никола Груевски или кој ќе добие поддршката на Никола Груевски, бидејќи на овој конгрес партијскиот лидер ќе се бира со старите делегати кои имаат мандат од 4 години, ќе биде клучно за изборот на новиот лидер на чија страна ќе застане Никола Груевски. Имате лидерски амбиции? Кој јас? Да. Тоа е многу интересно прашање. Како викат, некој кој бил некојаш на чело на млади, дали на СДСМ или на ВМРО, како принц секој сонува да биде крал или цар? Не се работи никако за сонување. Гледам дека кружат доста размислувања, идеи, дискусии. Ќе видиме што ќе се случува. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, и вечерва можете да го проследите нашето телевизиско досие на тема Никола Груевски контраверзија на политичка кариера или како американците го донесоа на власт и како американците го симна од власт Никола Груевски. Ние се гледаме идната недела во истото ова време. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.